може да не сака да соработувам во насока да прифати поддршка, особено се случува тоа кај возрастните жртви, затоа што е големо чувството на самообвинување, на стигма, на срам дека сами се виновни за тоа што им се случува. Меѓутоа, затоа кажав дека самиот процес на идентификација е долг, треба стекнување на доверба со нив и работа. Така да имало случаеви каде што жртвите одбиваат соработка со институциите, па така се многу повеќе отворени за соработка со здруженијата на граѓани, со индивидуалците, но имало случаеви каде што не сакаат соработка со здруженија на граѓани, па сакаат со институциите, затоа што знаат дека кога ќе влезат во системот ги остваруваат и сите други права кои што им следуваат согласно законската регулатива. Во однос на ова прашање морам да кажам дека и поддршката од меѓународните организации така како значајна во градење на капацитетите на професионалците, не само од аспект на нивното професионално постапување, туку од аспект на дополнување со новите меѓународни стандарди, стекнување со вештини кои што понатаму им служат во самијата нивна работа. Тука морам да ги истакнам Меѓународната организација за миграции кои што имаат и програма и кои што со нивна поддршка ги воспоставивме првите 5 мобилни тимови кои што работеа на терен и исто така контрибуира во програмата за ресоциализација на жртвите. Но секако тука е и Совет на Европа кој што во рамките на нивната проект за хоризонталниот инструмент за Јужна Европа и Турција во проектот за борба против трговија со луѓе ги надоградуваат капацитетите на професионалците како што се трудовите инспектори. Во текот на оваа година работат и со новинарите, но исто така во нареден период ќе работат и со другите професионалци од областа на здравството.